Македонските влади во континуитет немаат слух за ставовите на невладиниот сектор. Според интелектуалците што ги консултираше А1, вината лежи и во представниците на граѓанските организации. Горан Момировски. Македонските влади во континуитет немаат слух за ставовите на невладиниот сектор, велат дел од невладините активисти, откако вчера евроамбасадорот ФР рече дека цивилниот сектор се плаши да зборува јавно за работата на владата. Само тројца од 8 темина контактирани се согласија пред камерата на еден да говорат на темата што ја загатна ФР. Јас, например, познавам некои представници од граѓанско општество што им било дури страх да реагираат и да дадат своји погледи на нештата, така што и сакам да замолам уште еднаш да се има поголема соработка со овој сектор и да се почитуваат и мислењата што доаѓаат од овој сектор. За суадмисини од Истражувачкиот центар за граѓанско општество постојат неколку причини зошто невладините ја немаат улогата што имаат во членките на Европската унија. Граѓанскиот сектор нема капацитет да истера до крај ниту една голема идеја, вели Мисини, според кого премиерот нема намера сериозно да разговара со граѓанскиот сектор, најмногу поради вештачки создадените невладини организации кои работат на владини проекти. Една традиционална појава, бидејќи од секогаш владите во Република Македонија немале слух за капацитетите на невладиниот сектор. Напротив, многу често се случувало да тие бидат означувани како шпиони, кодоши, непријатели на државата и така натаму. Факт е тоа дека поголем дел од активистите во невладиниот сектор имаат проблем јавно да го изразат своето мислење, било заради страв, било заради одредени било какви конекции или врски со институции. За Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка проблемот може да се бара и кај владата, но и кај МВО секторот. Македонија е мала земја, средина во која сите сме поврзани на роднинска, бизнис или пријателска база и затоа голем дел од активистите во невладините организации се плашат отворено да зборуваат за работата на владата. Секој интелектуалец има можност да го отфрли стравот и да говори јавно, без при тоа да калкулира со изгубените владини дотации за издавање на книга или владина поддршка на проект, вели Клековски. За жал и ке претходната, меѓутоа понагласено кај ова влада има една автоматизиран одговор кога ќе дојдеме до несогласување, па познато дека тој и таа или таа организација е блиска до СДСМ. Мојата порака е дека не е важно кој кажува, туку што кажува. Проблемот со недостаток на критична мисла во Македонија не е нов, постоело од секогаш, велат соговорниците на еден. За тоа говори и фактот што и во социјализмот Македонија била една од ретките земји во кои немало дисиденти кои отворено говореле против режимот.